Кривичниот суд во Скопје ги прогласи за виновни и изрече доживотни казни затвор за четворицата обвинети за киднапирање и бруталното убиство на 14-годишната Вања Ѓорчевска и 74-годишниот Панче Жежовски од Велес. Осудените се Љупчо Палевски, Велибор Манев, Борче Видевски и Владко Кешишев. Секој од нив доби доживотен затвор, а за кривичното дело киднапирање судот им изрече дополнителна казна од 10 години затвор. Според обвинението, групата го планирала киднапирањето на Вања со цел да го уценува незиното семејство за откуп. Киднапирањето на Панче Жежовски во Велес било со цел да му го земат возилото Цитроен, за да го користат за киднапирањето на девојчето во Скопје. Ниту еден сторител не може да остане неоткриен во сторување на вакви грозоморни кривични дела, дека и покрај испланираното до детали убиство и на Вања Ѓорчевска и на Панче Жежовски, обвинетите се откриени и се добија заслужената казна затвор. Ова е доказ дека правдата сепак излегува на површина. Адвокатите се незадоволни од пресудата и најавуваат жалби. Сметаат дека е донесена пресуда без доволно докази и дека судот само го повторил тоа што било во обвинението на обвинителството. Секако дека ќе вложиме жалба, меѓутоа како што почна така и заврши овој циркус, гледате дека без ниеден доказ, самото обвинителство конфузно и во завршен збор, каде што целиот акцент го стави малтене на целото внимание на таткото. Судот во својата објава вика дека човекот е убиен 10:30. Цела Македонија виде снимка дека 12:30 саат човекот е жив на бензинска станица Лукойл во Велес. Сметаме дека судот не во целост ги зел олеснителните околности, особено фактот дека доколку не бил Кешишев немаше да бидат пронајдени ниту телата, ниту пак начинот на извршување на грабнувањата. Таткото на Вања, Александар Ѓорчевски, кој беше обвинет дека давал информации за движењата на неговата ќерка, е прогласен за невин и ќе биде ослободен од куќен притвор. Едното обвинителство не докаже надвор од разумно сомневање дека обвинетот Александар Ѓорчевски го сторил делото за кое се обвинува, поради што судот овој обвинет го ослободи од обвинение. Адвокатот на Александар Ѓорчевски изјави дека пресудата е суштински празна, бидејќи не се одговорени клучните прашања: зошто е киднапирана и убиена Вања и зошто по секоја цена, според него без докази, неговиот клиент Ѓорчевски е опфатен во процесот. Со инволвирањето на Александар во оваа постапка е свесно направен дефокус од она што требало да биде предмет на истрага, а тоа е она што го кажа Велибор Маневски уште првиот ден на 6.12. дека од 2022 година се правеле и се кроеле планови и списоци за киднапирање и за убивање луѓе. Но обвинителството се уште го смета Александар Ѓорчевски за виновен. Двајца обвинети дадоа искази дека овој факт тие го дознале од таткото, не од никој друг, од таткото, од обвинетиот Александар Ѓорчевски преку Палевски. Да не знаеле дека детето дента по исклучок ќе оди само, немало да има ниту грабнување, заради тоа што не е можно, а немало да има ниту таков исход последователен. Обвинителството не можеше да помине преку овој факт. Безживотните тела на Вања и Панче беа пронајдени на 3 декември 2023 година, по неколку дена откако беа пријавени за исчезнати, Вања на 27 ноември, а Панче на 24 ноември. Судијата Ивица Стефановски изјави дека осудените ќе останат во притвор се до правосилноста на судската одлука.